Сега бараме од судот прво да утврди постоење на индиректна интерсекцијска продолжена дискриминација кон жените земјоделки врз основа на нивниот полрод, личен статус и припадност на маргинализирана група која што произлегува од Законот за здравствено осигурување во пристап до платено породилно отсуство и боледување и понатаму да му наложи на Министерството за здравство да почне со процес на изготвување на измени и дополнување на законот. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација постапуваше по претставка на неколку здруженија на граѓани за заштита од продолжена интерсекцијска индиректна дискриминација кон жените земјоделки. Во самата постапка пред комисијата се утврди дека земјоделките немаат можност да пристапат до платено породилно отсуство и до платено боледување и ние утврдивме продолжена интерсекцијска индиректна дискриминација, наложувајќи му, тоест препорачувајќи му на Министерството за здравство да инициира промени на законот, затоа што ваквата дискриминација потекнува од Законот за здравствено осигурување.